5 обуки за околу 600 ученици и 20 видеа се изработија за време на 6-месечниот проект за медиумска писменост, јутјуберска платформа за медиумска реформа. Младите учеа како да препознаваат лажни вести и манипулации, но и ги запознаа своите врсници преку куси мултимедијални содржини. Катерина Гонева, која што беше една од протагонистите средношколци, вели дека преку волонтирањето на проектот добила нови знаења, но и поинакво гледање на вестите на интернет. Како прво искуство, искрено задоволна сум јас што постигнав. Се надевам и понатаму ќе има и други вакви искуства. Искрено не беше многу тешко, но за прв пат пред камера беше малку несигурно. Преку проекти мислам дека треба да се воведе таков начин на учење, бидејќи како генерација мислам дека сме доста медиумски неписмени, вклучувајќи ме и мене пред да се работуваме со овој проект. И мислам дека ќе биде добар начин на учење, бидејќи ќе се научат нови нешта, како да се препазиме од лажни вести и некои други медиумски опасности, што не како хакирање и слично. Сдруженијето на граѓани SkyPlus смета дека медиумската писменост треба да биде дел од образовниот процес и да има посериозен третман при едукацијата на младите и децата. Успеавме да направиме видеа кои што одат на YouTube каналот на Каналвис, се шерираат секако и на фан страната на Facebook на Каналвис и SkyPlus, и така средношколците им помагаат на своите врсници и средношколци да стигнат до оние лажни вести, да ги препознаат и да научат како понатаму да се справуваат со лажните вести. Обуките ги опфатија учениците од средните училишта во југоисточниот регион, во Струмица, Валандово и Богданци. Буквално во сите средни училишта каде што држувавме предавања во зависност и во соработка секако со овие средношколски центри. И јас сум навистина горд што имаше интерес од средношколците кога станува збор за медиумската писменост. Велам горд бидејќи на некој начин ги има првите почетоци и можноста како со наше искуство преку практични примери едноставно да осознаат дека може да бидат и тие изманипулирани и како впрочем да реагираат кога ќе насетат или пак ќе видат секако информација која што може да ја изврте вистината и да направи директна или индиректна штета на заедницата во која што живеат. Вчера беше завршниот настан од проектот јутјуберска платформа за медиумска реформа, на кој што се сумираа резултатите и заклучоците од 6-месечните активности. Овој проект го спроведува Сдруженијето SkyPlus со медиумскиот партнер ТВ Канал ВИС. Финансиран е од втората грантовска шема на проектот со критичко мислење до граѓани со медиумска умешност Критинг, а го спроведуваат Метаморфозис и Евротинг.